Македонците ти можеш да признаеш дека апсолутно не го познаваат албанскиот јазик, а албанците се реално во оваа држава во релативно голем број. И сега јазикот не е спори. Да, сега јазикот е измислен за комуникација меѓу луѓето. Па зошто толкавата незаинтересираност према албанскиот јазик? Албанците дали го зборуваат слабо или добро, тие го зборуваат во одредена. Сега не зборувам, види, во службениот јазик е во службените институции. Јас зборувам за обичниот граѓанин во секојдневниот живот. Не, овде не зборувам ја за малцинство и за мнозинство. Овде зборувам за нетолеранција. Нели, кај сите нас постои желба да го учиме англискиот, францускиот, италијанскиот јазик, а не постои желба. Како? Постои катедра на односно на филолошкиот факултет кај што се изучува албанскиот јазик. Да, обично албански. И турскиот исто така. Постојат катедри, не, али ако постои толкова заинтересираност за учење на други јазици, зошто не постои заинтересираност, бар мала заинтересираност за учење на јазикот на првиот комшија? Не може да се гледа само така дека албанците не го знаат. Албанци релативно добро го знаат. Друго е право на избор, друго е она закон. Се не, денеска зборуваме за толеранција, за меѓуетнички односи, нели? Јас се сеќавам на времето, сите зборувавме српско-хрватски, дури такви книги читавме. Имам братучетка, едно 15 на години помлада од мене. Некои телевизии си дозволуваат да пуштат некои српско-хрватски емисии без титул. Девојчето ништо не разбира. Така да официјалниот државниот јазик мора да се учи и ние така и сме постапувале. И тоа е нормално, во секоја земја е тоа така. А лични си интересите дали некој сака да го знае албанскиот. Јас лично сакам да го знам албанскиот јазик, меѓутоа е доста тежок и треба време да се потроши и да се научи. Нема зашто, секое познавање на било кој странски јазик е едно богатство повеќе. Тоа мислам да не влегуваме сега во под тема за официјален јазик на државата на сите ни јасно така. Еве тоа се прашање како си шовелиме во кои што не, мислам дека тоа апсолвирано комплетно прашање. Секоја држава има свој официјален јазик, тоа е јасно. Проблемот е во другите се. Не баш дефиниран како службен јазик, мислам. Добро, и доколку нема Македонија, поголемиот број, нели да? Да не се зема тоа како меѓународен баш униформен стандард. Поголемиот број на држави има службен јазик, али вие имаме и еднонационални држави. Во каде бројот на националностите е во, мислам, мал број, така да он нема шанси да си организира некоја така поголема целина за да се формира јазично подрачје, како што имаме вие тука. Добро, еве уште едно прашање, па потоа одиме и со гледачите да видиме што тие ви прашале. Впечаток е дека проблемот во меѓунационалните разидувања најмногу е на, односно не впечаток, пак е најмногу на релација албанци-македонци. За другите или преостанатите, за тугаци, србите и ромите и турците, еве, барем според оние последни изјави што сега ги слушнавме вчера и од самиот председател, се хармонични подносливи. Сега ја не можам да зборам во име на турците. Мислам, тука представник на генерален представник на националностите. Јас сум представник на владокот на ФДП. Ни граѓанска држава, така да. Да. Нашата опција се однесува на сите граѓани. Мислам дека и со граѓани. албанците има големи шанси да имаме хармонични, не само подносливи односи, само треба да имаме попозитивни политички лидери кои што поинаку гледаат на работите, кои што наместо да ги затегнуваат би ги олабавувале тие меѓуетнички тензии и веројатно е прашање на личности во целата оваа ситуација. Немам лични предрасуди да се дружам со човек од било која етничка припадност во Република Македонија и верувам дека има шанси, без разлика што сме на Балканот и без разлика што либералната демократија е буквално осамена на овој простор, сигурна сум дека со помош на граѓаните од сите полови, од сите генерации, од сите етнички припадности, можеме да ја извлечеме земјата напред. И да не бидеме слика и прилика на она што се случува на север или да не биде репер некоја држава која што е на дното на
на развиеноста. За жал, ние се најдовме во таква екипа. Сега играме во една екипа со Албанија, Југославија, Хрватска, Босна и Македонија за влез во Европа негде 2050 година. Ќе почне со нас да се разговара и тоа е основниот Некој посматра. Да, и тука е основниот проблем. Тука е основниот проблем. Јас проблемот не го гледам дали јас и Алберт се мрзиме. Проблемот го гледам дали јас можам да си дозволам да живеам слободно на земјината топка, да можам да излезам од Македонија, да не ме чекаат затворени врати секаде каде што ќе одам. И ние како во кафе затворени може да се јадеме меѓу себе како две племиња, па не се јадат само македонците и албанците меѓу себе, и македонците меѓу себе се јадат. Со политички припадности со некои други разлики. И албанците меѓу себе, имате сега ДПА, имате ПДП, па меѓу себе се во конфронтација. Еден затворен народ ќе го затворите од сите страни, ќе нема да му дадете пари, ќе му дадете пари толку колку да преживее, нема друг излез. Ќе прави Ова конфликти. изгледа печатница имаме, па кажуваме колку Не ќе... беше за вас Еве, Лазар. отприлика ги слушавме ставовите на представниците на подлодството на политичките партии. Од режијата ни јавуваат дека веќе имаме гледачи на линија. Нашиот телефон е 55 11 11. По рекламите одиме со вклучување на гледачите. Еднаш татко ми баросуваше. Екоколор и мултиколор тон пастелите не развеселија, освен татко ми. За места во кои растат здрави деца и живеат среќни луѓе. Добро. Одиме со гледачи. Ало, добро вечер. Го нема гледачот. Дали имаме друг? Алло? Ало, да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Алберт Мирмрама. Мир браво. Жарко per телефон. Здраво, да. Жарко Тефиловски на телефон. Македонец. Голем пријател со Алберт, се надевам. Едно не прашање, една мала констатација. Од сите гости што ви се одека, верувам дека не сакам никого да понижам, Господинот Алберт, јас колку што имам познавање, најмалку знае, да го исклучиме македонскиот, мимо албанскиот јазик, знае уште 2 или 3 јазика. Тоа е една работа. Втора работа, кој од вас знае сем македонскиот и англискиот нешто повеќе јазици? Само тоа би ве прашал, ако може нешто поединечно да ми одговорите. Толку. Добре, покрај англиски знам и албански. Добро. Одиме со наредниот гледач. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Гледачот, Да. прашање. Да. Прво, зашто на факултетите на УПИС? Ме молам режија тонот. Дали Не слушаме. Ало. се слушаме? Да, само малку погласно ако сакате. Прво прашање, зашто на факултетите има квоти? Например, за членовите на националностите по клjuč се примат, што ја знам, 120 приема, мора 10 да има од некои припадности. Зашто сите, па према тоа кој колку е способен, нека си се запише со полагање на самиот испит. Една работа, втора работа е дали знае учесникот од ПДП, не знам како се вика господинот, дека многу пати, многу пациенти од албанската припадност не знаат на лекар да си кажат од што боледуваат. Трета работа и она што се постави прашање, зашто во прво и второ одделение не се учи македонски јазик. Благодарам. Може, пошто на првите две, така, блиски ми се, а третото не го слушнав добро. Добро, ајде. Повелете. Нели, првото беше за квотите. Да. И ја искрено не мислам дека квотите се дефинитивно решение за прашањето на образованието на националностите, на високото образование на националностите. Што се однесува до пациентот, ја не знам дали ви очекувате након 3 години тој на латински да ви се обраќа, за да ви ги објасни проблемите кои ги има, а третото прашање не го слушам. За да не се учи албански во прво и второ одделение, тоа беше. Мислам Зошто не се дека учи?
зошто не се учи албански во прво и второ одделение, ја мислам дека е оптоварување, да не беше оптоварување за малите дечиња, ќе се учеше и англиски. Немам некој одреден став за тоа прво и второ одделение.